Ова забеганост на нашиот војсководец ја преминува секоја мера. Оние негови смели очи што над построените редови борбени кохорти молска како вооружениот Марс, сега се свртени надолу. И смерно и покорно го вперуваат погледот во едно црно лице. Неговото јуначко срце кој во тешките судири од битките му ги кинеше токите од градите, веќе не владее со себе. И станато е мешина и павкало за ладење во похотата на една егјупка. Но внимавај добро. И убаво ќе видиш како третиот столб на светот се претворил во шут на една развратница. Отвори очи и гледај. Ако се работи за љубов, тогаш кажи ми колкава е. Просјаштво пребива во љубовта, што може да се мери. Ќе поставам меги за да знаеш до каде можеш да сакаш. Па тогаш ќе треба да откриеш ново небо, нова земја. Вести, мој добар господар од Рим. Едните исти, скрат. Сепак, слушни ги, Антонije. Може би Фулвија ти се лути или да не нешто голобради од Цезар ти пратил некаква важна заповед. Направи го ова или она, покори го ова кралство или ослободи го она, стори вака или ке си го видиш Господ. Нека Рим во Тибар се стопи и широкиот сод на неимоверната империја се удри. Ете овде е мојот свет, а кралствата се само глина. Вашата наљубрена почва и зверови луѓе храни. Рајот изгледа сигурно вака, што после една ваква возрадена љубов, една ваква убава двојка, тогаш му наложувам на светот под закана од казна да не признае дека нам нема равни. Слушни ги, емисари. Да бе сети и да прекоруваш, и да се смееш, и да плачеш. Колку само секоја страст во тебе се бори да стане убава, да си скажува воздух. Не сакам да слушам никого освен тебе. Ке скитаме по улици и ке гледаме како живее народ. Па не ли си на като ова го сакаш, а? Оди ме, кралице моја! А тебе? Каде е пророкот што толку многу го фалеше кралицата? Пророкот? Пророкот? Ти си човекот? Господине, дали си ти тој што ги гледа работите? Во бесконечната книга Тајни на природата умеам по нешто да прочитам. Еве ти е дланката. Дај ми добра среќа. Јас не ја правам, само ја прорекувам. Добро. Сега некаква красна среќа. Да се омажам во едно попладне со 3 крала и сите да ги сторам вдовци. Да родам дете на 50 на кое Ирод од Јудеја ќе му донесе повојница. Да се омажам за Октавијан Цезар и да станам рамна на господарката. Ќе ја надживеете господарката на која издужите. Подобро долг живот од колку смокви. Сте видели и сте доживеале подобра среќа од онаа што сега ве очекува. Добро. А сега некаква красна среќа. Предскажи ја судбината на Ира. Сите сакаме да си ја знаеме судбината. Мојата и судбината на повеќето од нас вечерва е пијани в постела. Еве дланка која предскажува честито со ништо друго. Колку што на дојдениот Нил предскажува глад. Молчи, па распорки една ти најде да се плеткаш, а? Судбините ви се слични. Ајде, кажи ми подетално. Ве ќе кажем. Што? Не е судбината ни за ног порно од нејзината? Тишина! Доаѓа Антони. Не е тој, туку кралицата. Жена ти Фулвија ја започна војната. Против брат ми Луција. Да, ама брго војната заврши. А пригодите ги спријателија, па ги здружија силите против Цезар кој во војната од Италија уште при првиот судар ги истера. Добро, која е лошата вест? Лошата вест е лоша и за гласникот. Да, кога ги кажува будала или кукавица. Така е кога ми се говори вистината. Смртта има во неја, слушам кога слушам младстење. Ова е ценната вест. Лавијан со својата парска војска зазеде Азија. Од Еуфрат победоносното знаме му се вее од Сирија до Лидија до Јонија до Дека. Антонија сакаш да кажеш, ајде, зборувај слободно. Не го облажуваме нешто на сите име на јазик. Ајде касе со зборовите на Фулвија, корени ги маните со онаа целоста слобода што само вистината и злобата имат мог да изустат. Раѓаме коров кога брзите умови ни мируваат, а кога зло ни кажуваат ние сме исплевени. Ајде оди се со здравје.
По ваша благородна заповед. Утикам вести, гласник от Тарун. Жена ти Фулвија е мртва. Каде умре? Во Сикио. А за тоа колку време беше болна и се друго што треба да знаеш, пишува овде во писмото. Е големи дух за мене. Ама јас ова и го сакав. Често пати оно што со презир го отфрламе, сакаме повторно да е наше. Но мора да се здавам од ова волшебна кралица и јадници пакости побрени од злата што ги знам се ходат во моја волегачење. Еј, ено бар! Заповедајте, господару. Мора hitno да заминам овде. Тогаш ќе ги испоубиеме сите наши жени. Тие едва и преживуваат најобична нељубезност. Одењето наше ќе им биде смрт. Мора да дојде. Ако се работи за нужност, тогаш нека умрат жените. Навистина би било штета човек да ги отфрли за ништо, иако ако треба да се избира помеѓу нив и некоја битна работа, тие треба да се множат со нула. Ако Клеопатра дошика за ова умира на лице место, навистина сум ја видел барем 20 пати како умира за многу поневажни работи. Ако мислам дека во неја во смртта за неја има некакво посебно значење, па затоа постојано умира да умре. Умре Фулвија. Господару? Умре Фулвија. Фулвија. Умре. А тогаш, господару, принесете им на боговите жртва благодарница. Навистина да беше таа единствената жена на светот, ова би бил удар за вас и вие би имале за што да тажите, но ваквата тага е крунисана со утеха. Вашата стара женска кошула ви носи ново здолниште и што е право. Обичен кромит може да ве натера да пролеете солзи оноко, колку што заслужува ваквата тага. Добро, не е само смртта на Фулвија, и други наши тешкоти ни кажуваат многу. Писната од нашите блиски пријатели од Рим молат за наше враќање дома. Секс Помпеј му пркоси на Цезар. А нашиот богат со татковата слава брзо се мушнува во срцата до сите оние што се лига и почва да ги префрлаат славата и достоинствата на Помпеј велики врз син му, кој па богат по слава и по име, важи за главен воин, на угледот фати да му расте, ќе ни ги угрози сите страни на светот. Кажи ни намерата да битва, за да нема да само на оние на кои чинот бара да кажеш. Тоа ќе го сторам, господар. Каде е тој? Не го имам видено од тогаш. Ајде оди. Види каде е, со кого е и што прави. И не сум те пратила јас. Ако е сериозен, кажи дека играм, ако е весел, кажи наеднаш сум се разболела. Ајде брзо оди и врати се. Болна сум и нерасположена. Прости што морам да ти кажам истината. Помогни ми да заминам, мила Хармија, ке паднам, вака повеќе не се може природата човечка. Ова нема да го издржи. Што ти е, кралица? Те молам, тргни се. Така, кралица. По окото ти гледам дека имаш добри вести. Што е? Да не ти рекла венчаната жена дека можеш да и се вратиш. Подобро никогаш да не допушташ и да дојдеш. Не. Нека не вели дека јас сум таа што те задржува. Не, јас немам моќ над тебе. Ти си незин. Слушни ме, кралица. Нашата Италија болскоти во граѓанска војна, Секс Помпеј се приближува до нашето пристаниште. Богат со татковата слава брзо се мушнува до оние кои не се задоволни од денешната состојба, ваковината бројка расте, а мирот, разболен од легачење, барем илјач во која и да е очијна промена. А моја лична причина што заминуваме, што тебе би требало најмногу да те интересира, е смртта на Фулвија. Ако годините од лудост не ме излечија од лековерност, умрела Фулвија, ау... Умре, кралица. Прочитай овде на крајот од писмото, ќе видиш кога и каде. Љубов лажовна, каде ти се светите шишенца, што треба да ги наполнеш со солзи жалосници. Сега многу убаво гледам од смртта на Фулвија, како ќе ја примиш мојата. Хармија! Господине, ти и јас треба да се разделиме, но тоа не е тоа. Господине, ти и јас се сакавме, ама пак не е тоа. Се работи за нешто што јас...
Моето зареборавно паметење е како Антонија и тој ме напуштате. Честа твоја те вика да одиш, затоа оглуши се на мојата суетна лудост. Боговите нека бидат со тебе. Мечот нека ти го краси лаврова победа и лесен успех. Нека се разпостила пред твоите нозе. Да, одам. Не, дојде. Добро. Разделбата наше разделување вистинско не е зашто ти остануваш овде, а во мене срцето ќе ти чука. А јас иако заминат ќе живеам со тебе тука. Добро, одам. Да речеме дека не е зло да се прпел кажу постелата на Птоломеј, да го дадеш кралството на веселба, да седиш и да пиеш до лудило со необичен роб, да се детеравиш среде бел ден по улици, да се тепаш со апаши што паздат на пот, да речеме дека ова му личи. Иако е навистина тешко да се најде човек кога вакво нешто не би го извалкал. Сепак Антонија не може да си ги оправда глупостите кога ние ја носиме тежината од неговата лекоумност. Ако си го полнел празновремието единствено со сладострастие, тогаш пресаситеноста и суботијата на коските ќе навала да си наплатат. Но да се арчи на време кој како барабан го вика од забавата и гласно му говори за неговата состојба која да е наша, тогаш ова заслужува прекор! Еве уште вест. Помпеј е силен намор и се чини го сакаат оние што имаат страф од Цезар. На пристаништата пристигаат незадоволниците, а се говори голема неправда му е направена. Мене кратимена познати гусари завладеа со морето и сега го ораат и го рануваат со разноразни кораби. Многу дрски упади вршат во Италија. Приморските жители умираат од самата помисла на нив, а храбриот млад свет се буни. Тргај со развратните оргии, Антонија. Кога ти еднаш претрпе поразка и Модена, каде што ги уби Хертија и Пан за конзулите, зад петиците следеше глад на која ти се спротистави, ако нежно растен со поголемо трпение, од што го имаат дивјаците, а пиеше моќта од коњите, гад водата од застаените баруштини, од која и цверовите би каштале. Непцата не ти ја презираа ни на јополитата бобинка, од најдивата капина, како некој елен кога пасиштето е под снег, корите од трвјата ги глодаше. Иако сето ова ти ја ранува честа што вака говорам, го поднесуваше како воин, па дури ни образот не ти се исуши. Нека срамот брзо го доведе во Рим, зашто крајно време и ние да се појавиме на боиштето. За таа цел ќе биде свиканите сове, Помпеј, ќари од нашата недејственост. Армија, дај ми да се напијам мандрагора. Да, само така ќе го преспијам големиот јас време во кој Антонија не е тука. Каде мислиш дека е сега? Дали стои? Или седи? Дали оди пеш? Или качен си е на коњ? Среќен коњу. Ти што ја носиш тежината на Антонија, биди горд. Зашто не носиш било кого туку владетелот на оваа земја, раката и шлемот на овој свет. Сега сигурно зборува или шепоти. Каде ми е змијата на древниот Нил, зашто така ме вика, а сега само си се хранам со најстрашниот отров. Да, тој мисли на мене. Мисли на мене, иако потемнета од заљубените бакнежи на Пепи залудно брчкосана од времето. Јулије Цезар, додека ти беше на овој свет, јас бев само залак, зајден владар. Тој прекрасен Цезар. Цркни, ако уште еднаш кажеш така. Речи прекрасен Антонија. Доблесен Цезар. Жими изида ќе ти ги раскрвавам забите само уште еднаш, ако со Јулије Цезар го споредиш мојот над човек. Простете, господарке,
Тоа е само вашата песна, ја повторувам. Да, тоа го реков тогаш, кога бев млада, незрела во умот, крвта студена. Но, ајде Хармија, да не губиме време. Донеси ми мастило и хартија. Секој ден Антонија ќе добива по еден засебен поздрав од мене, па макар да го обезлуѓам Египет! Благородни пријатели! Она што не здружи беше големо и да не дозволуваме помали работи да не раздружат. Она што не чини со благост да го чуеме. Кога се расправаме за ситните наши неслуги, тогаш вршиме убиство, лечејќи ги раните. Убаво кажа. Да сме сега пред нашите војски подготвени за борба токму вака ви направи. Добре дојде во Рим. Благодарам. Седи. Ти седи. Слушаш, да свете за лошо на што не е лошо, а вистински лошо тоа каде не засега. Би заслужил подсмев ако за ништо или за некоја ситница би се чувствувал навреден и тоа од тебе. А уште поголем подсмев ако барем еднаш би те спомнал без уважение и при тоа твоето спомнување да не ме засега. Ти прекрши одредба од твојата заклетва, а за такво нешто никогаш не можеш мене да ме обвиниш. Да ми пратиш војска и помош кога ми се најпотребни, а ти и едното и другото ги одбили. Не прекина. Точно. И тоа тогаш кога троените часови ме лиши од свеста за себе. Затоа уште може да ги бидам покајник. Но мојата честитост не сме да ги осиромаши вистината и мојата големина, зашто без тоа ни честа нема да ми действува. Вистина е дека Фулвија за да ме довлече од Египет отвори војна овде. Зашто јас себе несвесниот повод ќе ти бидам покајник и барам прошка колку што можна во ваков еден случај. Ве молам да прекинете со поплаките еден против друг. Сосем да ги заборавите, значи да се сетите дека сегашнава ихтиза бара слога помеѓу вас. Не можеме да останеме заедно кога наравите ни се разликуваат толку на дело. Сепак, кога би го знаел обрачот што цврсто би не држал до крајот на светот никога. Дозволи ми, Цезар. Ти имаш сестра од мајчина страна, прекрасната Октавија. Големиот Марко Антонije сега е вдовец. За да бидете во трајно пријателство, за да станете браќа, за да ги врзете срцата во неотрешлив јазол, нека Антонија ја земе Октавија за жена, чија убавина го заслужува за маж најдобриот човек, а нејзините чари и нејзините доблести зборуваат повеќе од што зборовите можат да го искажат. Со ваквиот брак, сите ситни закачки кои сега изгледаат големи и сите големи стравови кои во себе кријат опасности ќе станат беззначајни. Нејзината љубов кон обајцата би направила да се засакате и за вас би ја придобила љубовта на сите. Ќе каже нешто Цезар? Не. Додека не чуе како Антонije е трогнато досега кажаното. Еве никогаш ни насо нека не ми никнат пречки за среќава што треба да не снајде. Дај рака. Благослови го срекниот чиниот да овој миг срце братско нека чукарите за љубовта наша и нашите големи планови. Еве ти рака. Ти ја давам сестра ми која што ја сакам како што никогаш брат не сакал сестра. Нека живее за да ги спои нашите срца и нашите кралства да бидат вечно сплодени. Нека е честито, амин. Времето не брза, мораме веднаш да го побараме Помпеј, за да не побара тој нас. Каде сега тој? Кај Артот Мизена, но пред да одим да те запознам со сестра ми. Клеопатра првпат го сретна Марко Антонија, му го зароби срцето на реката Кидна. Лагјата во која седеше не баре зрачен престол пламтеше на водата. Крмата отковано злато, едрата пурпурни толку намирисани што ветровите воздевнуваа по нив. Веслата беа сребрени, удираа на звуците на флејти и ја тераа водата побрзо да тече по нив, не баре се имаа заљубено во ударите.
самата таа беше таква што описот би бил просјачки беден. Лежеше во шаторот искаен од злато, поубава од сликата на Венера, на која гледаме како мечтата ја надминува природата. Од обете неизини страни стоја две убави момчиња со дупчиња на образите и понасмеани купидони со шарени ладала пафта, а ветрот од нив ги жареше нежните образи што ги ладеа и го отсторуваше од нив стуренота. Од лагјата чуден и невидлив мирис го опива блиското крајбрежје. Градот го isfrли народот свој кон неа Антоние, во столичен на плоштадот седеше сам и се свиркаше во воздухот, што да е можен вакуум и сам ќе отидеше да се джари во Клеопатра, оставајќи празен јаз во природата. Кога слезе на брегот, тој прати човек кај неа да ја покани на вечера. Таа му одговори дека поарно ќе било тој да ја бил гостин и го замоли да прифати. Нашиот љубезен Антонија, што никогаш не кажал не на жена, се исподотера, се изнамириса и отиде на гоштевката. А за вечерата плати со срцето, иако само очите му се најадоа. Старењето не ја свенува. Нити навикот ја бајати бесконечната разновидност. Другите жени ја заситуваат гладта што ја поткрануваат, но таа не. Таа отвара глад онаму каде што најмногу заситува. И најпорочните неизини својства се доблест, па затоа светите отци ја благословуваат, дури и кога е раскалашена. Музика! 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 На една жена е се едно, дали со евнух или со жена, ке играте со мене, господине? Колку што можам, господјо. Кога се има добра волја, макар и да погреши, играчот може да замоли за прошка. Ама, веќе не ми се игра. Ајде, ќе одиме таму долу кај реката. Ке ги измамам темно перчестите риби со искривената јадица и ке им ги тупнам лигавите муцки. И влечејки ги надвор, за секоја од нив ке мислам дека е Антонија ке речам: аха, те фати. Аха, те фати. Аха, беше убаво кога се надпреварувате кој подобро лови, а вашиот нуркач ставаше солена риба на јадицата, која овој со восхит ја извлекуваше. Ах, тоа беа времиња! Со смеа го извадив од трпение и истата ноќ. Со смеа го вратив од трпение следното утро. Го опив, па ми падна в постела, па го врзав со врзници, па го прекрив со својата наметка, па го закачив неговиот меч од Филипи! Господјо! Од Италија. Пријателе, те молам, пријателе, истори и твоите добри вести во моите уши, кои предолго беа јалови. Господјо, господјо! Антонија е мртов, ако вака кажеш подлицу. Си ја убил кралицата. Но добар и слободен, ако вака рече за него. Еве ти злато! И еве ти ги најсините вени да ги бакнеш, рака што кралеви ја целивале и бакнувајки ја се треселе. Добре, господјо, слушнете ме. Добро, слушам, продолжи. Ама,
Ako Antonije je dobar, toliko kisel surat, ne trubi toliko dobri vesti. Ako ne, treba da dojdeš ko furija! Krunисана со zmija, nebo oblik na čovek! Господо, ке сакате да ме чуете? Сакам да те удрам пред што било да кажеш, ама ако кажеш дека Антонио е добар или е пријател со Цезар, ке те обсипам со поро и злато и ке истурам град дивни бисери врз тебе. Господо, тој е добар. Това е добра вест. И пријател е со Цезар. Ти си честит човек. Тој и Цезар се поголеми пријатели од порано. О, тоа е, ти си добра вест. Но, сепак, господјо... Не! Не! Не ми се допаѓа тоа, но сепак. Тоа твоето, но сепак го расипува претходно кажаното. Нека цркне тоа, но сепак. Но сепак е како некој темничар кој носи на губилиште, некој изопачен злостоник. Ајде, пријателе, ајде. Историја сета стока што ја носиш. И доброто, и лошото наеднаш. Пријателе со Цезар, велиш. И во добро здравје. И уште велиш слободен. А, слободен, господјо, не. Такво нешто не реков. Врзан е за Октавија. За каква добра намена? За онај најдобрата за постела. Бледа сум, Хармија. Господјо, тој е оженет за Октавија. Чума да те сотре! Чума најстрашна, бегај! Бегај по влецу, бегај! Ке ти ги скопам очите! Ке ти откалавам главата! Ке бидеш кај школа со шица! Варен во солена вода! И киснет во душија! Ама, господјо, јас сум ја года со вестане, господи, бракот. Речи не е така. Речи не е така, ке ти дадам цела област. Азно необроено. А ударот што го доби ти е само награда за тоа што мене не доведе до гре. А скоро не тоа. Можам да ти дадам се она што понизно след ке ти посака. Оженете, господјо. Каду? Предолго си живел! Што ќе джаде? Што ми упаѓа наум, господјо, ништо не направи? Смирете, добре, господа. Човекот нема никаква вина. И не видите ги погодува гром. Нека потоне Египет. И нека потоне Египет, нека согнеат јазиците на сите. Донеси го робот овде. Иако сум споудалена, нема да го изедам. Донеси го тука. Страх му е да дојде. Но на рацеве им недостасува благородност, што удират победен од што сум јас. Ајде, донеси го. Иако сум споудалена, нема да го изедам. Дојдете овде, господине. Иако е чест. Никогаш не е добро да се носат лоши вести. Добрата вест обелоденија со војска јазици, но пушти лошата самата да се каже тогаш кога таа ќе се почувствува. Ама, јас само си ја вршев должноста. Женете, речи не е така. И ако речеш, нема повеќе да те мразам, ако повторно кажеш да. Женете, господјо. Като се уште го тврдиш истото. Ама сакате да ме лажам? По-добро да ме лажеш, па макар половина Египет потонал и станал мочур за кралушести змии. Женете! Го молам вашето величество за прошка. Женете. Нека не ми навредува оно што не сакат да ме навредат, ама да ме казувате за оно што ме терате да го извршам да ми сега направо. Тој е оженет за Октавија. Царината негова не треба ти да страдаш. Само затоа што веруваш во неа. Ајде бегај. Оди си. Земисија робата што ми ја донесе од Рим. Прескапа е за мене. Земисија кај тебе таа нека те уништи. Смирете се, добра господја. Фалејќи го Антоние, окудев Цезар. Многу пати, господјо. Затоа сега ми се врати. Хармија,
некаква наредба. Нека ти каже дури каква е бојата на незината коса. Нека ти каже и дури колку е висока. Жали ме, Хармија, само не ми зборувај. Некогаш си видел величество. Таа завлекува и стои оди на сосем ист начин. Повеќе тело, помалку предуховеност. Личи на статуа, а не на суштество со душа. Сигурно е така. Или ми е земен видот? Тројците ми немаат остров во него. И јас така мислам. Човеков добро суди, ништо нема во неа. Одлично. А дали ја виде како изгледа, дали... Како е обликот на незиното лице? Цркалесно, дури прецркалесно. Не, таквите обично се глупави. А бојата на незината коса? Костенлива, а челото од ниско в пониско. Одлично! Ке добиеш слава. Но, не го земај за зло, на што јас бев строга кон тебе. Ајде, бегај! Човеков видел што е величеството, требало да знае. Видел величество, изидовати човек, а толку време служи кај вас во кралството. Сепак, се ќе заврши добро. Сигурна сум, господјо.
говорил за мене како да не постојам. Каде што стигнал ме унижувал и не кажал ни спор за моите заслуги. Некаквата подобра љубов се заради оној што најдобро ќе уме да чува. Срдам често. Се губам себе си. Поварно да не сум твојот колку да сумам вака захаста. Во меѓувреме, Господи, ќе кренам таква војна сила, што ќе ја засени моќта на брат ти. Затоа брзо действувај. Ако желбата е твоја, а не туѓа. Како си, пријател Ерос? Чудни вести пристигнаа, господине. Какви, човеку? Цезар и Лепик завојуваа против Помпеј. Веста ти е бајата. Дај ми нешто свежо. Цезар првин го искористи Лепик во војната против Помпеј, а веднаш потоа му го отрекна триумвирството и не му дозволи да ја споделат војната слава. Бидејќи и ова не му беше доволно, го обвини за писмата што порано му ги пишувал на Помпеј, па по собствена тужба го пикна в затвор. Така сиротиот трет триумвир падна в Зандана, каде што ќе остане се додека смртта не го раздели од темницата. Тогаш свето имаш уште две усти. Две рилки, па макар во нив да ја фрлиш сета храна што ја имаш, ќе се изгризат меѓусебно. Каде е Антонија? Шета низ градината и вика Лепи тиквару, Лепи тиквару, Лепи тиквару! И се заканува дека ќе го заколи офицерот што го убил Помпеј. Нашата голема флота е подготвена. Да ги нападне Италија и Цезар. Да одиме. Од презид кон Рим се това го направил во Александрија на плоштад на подиум од сребро Клеопатра и тој на столови од злато биле јавно постоличени. Крај нозете им седел Цезарион, за кого се вели дека е син на потатком и целиот незаконски пород, што од тогаш похотата им го изнародила. Нејзи тал да го владее целиот Египет ја прогласил за суверена господарка на Долна Сирија, Кипар и Либија. На отвореното збиралиште, каде што се вежба, таму синовите си ги прогласил за кралеви на кралевите. Велика Медија, Партија и Ерменија му ги дал на Александар, на Птоломеј му ги предал Сирија, Сицилија и Феникија. Зошто така не се прикраде? Не доаѓаш како сестра на Цезар. Жената на Антонија треба да има цела војска за предходница. Ржењата на коњите да најават дека многу доаѓа пред да се појави. Сестро моја длабоко навредена. Клеопатра го намави кај себе, тој го даде царството на една курва и сега ги нашука земските кралеви на војна. Ти си навредена од верата надвора, високите богови од мене направија одмазнител. Види ми добре дојде за навек, само имај трпение, сестро моја. Ке ти вратам за ова, биди сигурен. Но зошто? Зошто? Зборуваше против моето учество во оваа војна и рече дека не е на место. А зар не е така? Ако веќе е објавена против нас, зошто да не сме лично присутни? Би можел вака да одговорам. Кога во војната би имале и коњи и кобили, тогаш коњите би биле сосем изгубени. Што велиш? Велам, вашето присуство може сосем да го збуни Антонија и да му го одземе од разумот, од времето, од срцето. Она што сега му е неопходно. Веќе го клеветат за лесноумија во Рим. Се шират гласови дека евнухот Фотин и вашите дворјанки ја водат оваа војна. Нека потоне Рим и нека согнјат јазиците на сите оние кои говорат против нас. Јасно сам товар во оваа војна и како глава на моето кралство ќе излезам во неа како човек. Реков ке излезам и точка. Нема. Го кажав своето. Не е малко чудно што Тарент и од Брандуси на брзина го пресекал Јонско море и го зазватори. Слушам за ова вида. На брзината најмногу и се воодушевуваат неодговорните. Добар. Со него ќе се морам на море. На море, реков, на море. Вашите морнари се маскари и жетвари. Луѓе присобрани силоми на брзина. Во флотата на Цезар се мажи кои честопати војувале против Помпеј. Бродовите им се подвижни, а вашите тешки. Не е срамота да го избегнете судирот на море, кога сте посилни на копно. На море. Најдобле сте, господару. Вака ја пренебрегнувате сигурната предност што имате на копно. Ја реметите војската, ја оставате неискористена вашата надалеку позната војна вештина и сосем го избегнувате патот до сигурниот успех. Реков ќе се морам на море. Имам 70 бродови и сите посилни од Цезаровите. Вишокот бродови ќе биде спален, а со остатокот ќе го биеме засилениот Цезар во Тртот Арциум. Веста е точна, господару. Видеме, Цезар го зазел Торин.
Нашата 12.000 коњица нека остане овде, а 19 леги и нека бидат на копно. А јас одам на море. Ајде, ти до моја. Што има доблесте, војнику? Поблагороден цар, не бори се на море. Не им верува на гнилите птици. Зар не им верува што во меч нови ран? Стави ги венекјаните, гипјаните да нуркат копајки. Ние сме навикнали да победуваме на цврста тлого некиго непријателот од петици. Овде! Држи ја војската цела! Не почнувај битка, додека ние не завршиме на море! Среќата лежи во овој потвар! Распоредете ви силите од таа страна на ридот. Оттаму можеме да го видиме бројот на неговите бродови и соодветно на тоа да наступуваме. Господару! Кралица! Ах, најмила моја кралице, гледај како го скривам срамот пред твоите очи застанат назад, пред она што го оставив уништено во недостоинство. Прости им на моите плашливи бродови. Не мислев дека ќе тргнеш по мене. Сигурам, но на момчето му се лигава. Не викам кичмата. Јас, што со половина свет владеев, јас како што сакам и делев добро и зло. Не рони слузи, велам само една од невреди колко што се освоено и загубено. Само дојди, макни. Така сина да помогнеш. Ајде донесете вино и јадење. На судбината и пркосиме кога најмногу понасмава. Кој е виновен за она? Антонија или јас? Само Антонија, зашто си дозволи страста да му биде господар на умот. Што ако вие побегнавте од грдиот сурет на војната? Зар требаше тој да ве следи? Јадежот на неговиот ламтеж не требаше да завладее со неговото војсководство во време, кога се судрија двете половини на светот, а повод беше самиот тој. Те молам, молчи! Кој си ти? Оној што само ги извршува заповедите на најмокниот и најдостојниот, што заслужува да му се извршат. Виеш камши.
Ej! Ovi djavovi vlasta mi se topi. Ej! Kога ти викнев порано, ej! Трчаница кралеви котеца ми доаѓа и прашува што заповедате. Што е? Заред сите одгувате! Ей! Уште сум јас, Антоније! Месечина. Звезди. Камшикувајте го вие! Луѓе! Камшикувајте го ко на детето дека не видите дека не му си искриви лицето! И гласно патиш да молиш за милост! Zar do ovde stignalo? Кој беше како? Жестоко, господару. Викаше, молише за прошто. Повара да му се прости. Ако ти е жив татко, нека се кае! Што место тебе не му се родила керка, а ти ќе зажалиш. Што го сведеше Цезар и поведа да. Ајде! Ајде, кажи му, оди кај него. Кажи му, затоа што сум луд, затоа што е корделив и зашто е зајадлив и зашто постојано труби што сум сега заборава да каже што бе. Кажи му, ако не му се допадне ова, ако има хипак, моето слободен роб, кога може да го камшикува, да го обеси, да го гмечи, да го мачи колку сака за суиста мене да ме врати. Ајде, 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 бегај, бегај! Бегај! Ова е мојот вистински Антоније. Цезар заседнал во Александрија, каде ќе му се обидам со судбината, ќе отростручам силата на здивот, на мускулите, на срцето ќе се борам најсрчевно, ќе попратам мрак секој нешто ќе ми се испрати пред напред. Ајде да поминем уште денок заедно. Ајде викнете ми ги моите тажни војсковоци. Викнете му ги неговите вредни војсковоци. Ноќеска, ќе се покришам низ лузните да им допече вино. А ја сутре ќе се надпреварувам со смртта и со незиниот чумоносен срп. Сега ќе е надмолсна и молњата. Да си спобудален значи да се плашиш од страв. А во таков очај и гулавот го клука јастребот. А убаво видов дека колку повеќе нашиот вожд го губи умот, толку повеќе му расте храброст. Кога смелоста го колва разумот, го аби мечот со кој се бори. Јас ќе најдам начин да го напуштам. Ме нарекува палавец. Ме кара не баре е силен да ме истера од Египет. Гласникот ми го скамшикува со тоја ги ми предизвикува на двобој. Цезар против Антоније. Нека знае Антоније дека постојат куп други начини да се умре. Викнете ги нашите најдобри старешини. Утре сме наумиле да ја биеме последната од многуте битки. Во нашите редови имат доволно луѓе што до неодамна му служиле на Марко Антонија, а денес се способни да го фатат. Еро соклопот, еро Поспимо. Не ми се спие. Ајде брзо, еро соклопот. Веднаш, господар. Ако судбината не е на наша страна, тоа е затоа што и силна е тиме. И јас сакам да помогнам. Ти си тука да ми го вооружеш срце. За што служи ова? Ајде, еро соди, облечи се и ти. Дали е ова добро за копчано? Одлично, ако некој посака да го толча пред јас да посакам заради починка ќе чуе луња. Ти ми се маткаш, еро, загледај, кралицава моја е баш многу повешта од тебе во се ова. Мила, да ме гледаш утре на војното поле, ќе видиш како работи еден вистински велемајстор. Којде нека го стора денот среќен за Антоније. Камо ти и твоите лузни тогаш да навладеа, па да се борев на коп. Да направеше така кралевите што се побунија и војникот што утринава те напушти. Се уште тебе ќе те следеа. Кој за мене утринав? Кој? Оној што секогаш беше крај тебе. Хајде, викни поеднокаш. Нема да те слушне. Или од логорот на Цезар ќе каже, вике, не сум твој војник. Што велиш ти? Господар, тој премина кај Цезар. На вистина за мене? На вистина. Господару, повчесите и јазното не ги зеде со себе. Ајде, оди. Кажи му дека пријателски поздравува, врати му го јазното. И уште кажи му дека многу сакувам никогаш повеќе да не најде причина да го менува свој господар. Судбината моја честните луѓе ги расипува. Брзи!
Пенобар. Почнија битка да сакам да биде Антонија патен жив, нека знаат сите. Антонија излезе на бојното поле. Ставете ги неговите војници во првите борбени линии, за да изгледа дека сам на себе си бистура гневот. Антонија ти го прати сето твое азно посподарок од него. Тебе ти го дам. Не се подсме, Венобар. Вистината ти ја кажувам. Твојот господар е прав Јупитер. Биди ми сведок, Ноки. Биди ми сведок мене, о благословена месечина. Кога одметнатите повеста со омраза ќе ги споменува. Сиротиот Енобар пред лицето твое се каеше. О суверена господарка на вистинската дага. Отровната влага на ноќта историја врз мене. За животот. Вистинскиот одметник од мојата волја. Да не ми тежи повеќе надвор. Удри ми го срцето. Од тврдотијата на грешката. Кој е сушено од тага, ќе се стори прав и ќе им стави крај на сите грешни мисли. О, Антонија. О, Антонија. Благородноста твоја е поголема од стравот од изневерена. Само ти сакам единствено да ми простиш. А светот нека ме заведе во аналите како ликавец. Неговата војска се качи на галиите. Да сакаат да се борат и вога, во мостот ги таму ги се стопори. Преземете ги најдобрите можни позиции. На флотата издадена заповед и да тргне од пристаништето. Заедно со царовата и сина здравуват како пријатели одама разделени. Троstruка курва. Моето срце сега војува само против тебе. Сонце. Нема веќе искрево да те видам. Среќа ти, Антонија, тука се раздевува. Баш тука се раздевуваме. Што е? Зар се спадна нова?
египетска душо! Твоите градови беа корона, главна мета, а ти како права циганка ме заќори со сета изгубам! А зашто мојот господар се лути на својата сака? Зашто? Молчи! Бегај, вражалке! Или ќе ти го дадам заслуженото следување што ќе ти го затегли триумфот на Цезар. Ајде! Одимо нека те покажува како најголем срам на целиот твој женски род, а трпеливата Октавија нека ти го рише равицето со своите подготвени ногти. Ајде, бегај! Бегај! Штерката ме предаде на незоли волкуници со ваќе плати со живот. Ерос! 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 Си ги видел ли темни облици Ерос, тие се тажни гледки на темните вечери? И сега твојот господар е една таква форма, се уште не може излезе од света. Да, војните ги водят заради Египет. И заради кралицата, чие срце мислев го имам, зашто додека моето го имаше таа Ерос привлекуваше за себе милиони други сега загубени. Таа Ерос, таа пакуваше карти. И со Цезар славата ми ја престори во жртва за триумф на душманот. Не плаче довар Цезар. Ерос. Не плаче. Останат сум барем јас на себе да завршам со себе. Офто твоја подла господарка, таа ми лиши лепот. Не, Антони. Господарката мојата сакаше среќата и беше неразделно од твоја... Молчи! Ајде, бегај. Твојата господарка ќе ќе плати со живот. Со живот човек може да плати само еднаш, а таа долгот веќе го плати. Последно што кажа беше Антони, најблагороден Антони. И тогаш болен кркор го распара тоа име Антоние и остана поделено помеѓу нејзиното срце и устните. Издигна со тоа име закопано длабоко во него. Умре! Чекај ме, Клеопатра. Ќе те престигнам. Таму каде што цекињата фатини за рака и високо вознесени духовите погледите ќе ги втренчат. Титона и Енеја ќе останат без никого и целото внимание ќе биде светено само кон нас. Чекај ме, Клеопатра. Ерос! Дојди вамо, момче. Да, господар! Ти се закол на Ерос дека кога ќе дојде конечниот безизлез, дека ќе ме убиеш. Времето е пристигнато. Застани, Ерос! Не ме убиваш мене, дека го поразумеш Цезар. Ајде, момче, врати си крвта в лице. Извади го тој благороден меч што си го носил за доброто на оваа земја. Тогаш завратете го од мене тој благороден лик, пред кого воскитот на целиот свет почива. Удри нас. Милој господар, војсководец мој, цар мој, дозволи пред да го зададам крвавиот удар да ти речем збогу. Го извадив мечот. Да удирам сега? Удри, Ерос. Удаше ме. Вака ја избегнувам тагата за смртта на Антонија.
научиш, Ерос, со ова дело да го направам она што ти не можеш. Кралицата Мија и Ерос си обезбедија предвреме, време во историјата и место. Јас ќе бидам младоженец на својата смрт и ќе јурнам кај неја како го постила на љубената. Не сум мртов. Стража! Стража, докусурете ме дијамет! За да ми доволно удари за да умрам. Господар мој, господарката Клеопатра ме прати кај вас. Сега, господар. Каде таа? Заклучена од гробница имаше пророчко пречувство. Кога биде кај вас сомнеш дека се спогодила со Цезар, ви прати Абер дека е мртва. Но страв да не тоа делува лошо на вас, ме прати мене да ви кажем истина. По се изгледа е предоцна, господар. Не е добри, мои пријатели. Немате суровата судбина да ја претворате во ваши питаги. Хајде да му посакаме добре дојде на она што доаѓа да не казни, за така ние да го казниме со тоа што ќе изгледа дека го поднесуваме со лес. Пријатели, кренете ме. До сега јас ви водел вас. Сега водрете ме вие. Да. Пријатели. Ви благодарам за се. Никогаш нема да излезам од овде. Утешете се, мила господјо. Нема. Сите чудни и ужасни собитија се добре дојдени, но утехите ги мразам. Што е? Што е да не умрела? Тој умира, кралица, ама уште е жив. О, сонце! Изгорја великата сфера по која се движиш. Па во темнина нека осамне менливиот брег на светот. Антонije, Ира, Хармија, помагајте вие таму долу, донесете го ваму. Умирам, кралице, умирам. Дај ми малку вино да можам да го зборувам. Не. Дозволи ме јас да зборувам. И толку гадно да колнам за таа превртлива мивка среќата. Тркалото да си го скрши погодена од тешките клетви. За несреќата мина на крајов од животот што ме стајде, нема да така беше. Не плачи. Задоволи си ги мислите со она красна среќа кога живеев како најголемиот крал, најголемиот владар на свет, најблагородниот. Да. И не умирам сега срамно, ниту пак како кукавица го предавам шлемот на моја земјак. Да римљани сум, од римљани кралот на Бога. Не можам да издржам него. Најблагороден од сите луѓе, зар сакаш да умреш?
Zar ne ti je žal za mene što ke ostanu zautena v ovoj zdoderen svet, što bez tebe ke mi vide najobična počina? Pogledajte dvorjaki. Krunata, na cela zemlja se topi. Vojnički od bajrak padna i ništo značajno ne ostane pod ova blega mesečina. Dvorjaki, ajde, hrabro, pogledajte, našата светилка догорела се гасне. Ajde, бидете храбри, ке го закопаме, а потоа ке го направиме она што е најдоблесно според највозвишениот римски обичај за смртта да се гордее што ке не има. Ajde, смрт. Ajde, дојди. Дојди, смрт. Дојди. Семијна кралица, што вреди едно чудо, деца и просјаци. Сонував еден сон. Како живеел еден цар Антони. Камо да видев уште еден таков сон. За пак да го сретнам тој и таков човек. Лицето му беше како небото, а во него кружеа сонце и месечина, осветлувајќи ја сферичкава земјина. Со нозете го обчекорил океанот, а кренатата рака му беше како перјаница на светот. Во широко градоста му немаше зима, само издашна есен. Во уживањата беше како делфин, кој грбот си го држеше над водата во која живее. Во придружба му чекореа кралеви, кнезови, а покрајините и островите му беа како сребреници отпаднати од джебот. Ajde, dvorjaki, promenete me. Понесете ми го најдоброто љубово. Одам на кино да се сретнам повторно со Марко Антоније. А кога ќе ја завршите задачата, ќе ве ослободам да се играте до судниот ден. Круната! Донесете ми ја круната и се друго! Еден селанец упорно сака да излезе пред вашето величество. Било си смокнат. Нека влезе. Пријателе, дали ја носите она убава ниска змија која убива без да боли? Паметите некој да умрел од нея? Еден куп и мажи и жени. Баш сношти чуте една таква многу честна жена, која не може да лаже, а жените не треба да лажат, освен ако се честни. Како се умирала од змијата, какви болки се чувствувале. Да ви кажа, многу добро кажа за змијата. Ама оно што верува во се што светот говори, не го спасува ни половина од оно што светот го прави. Ама и ова е малку фалшиво. Да ви кажа, ова ви е змија што е многу чудна змија. Добро, збогум. Ви ги посакувам сите радости со змијата. Ви благодарам. И внимавајте, не заборавајте дека змијата си работи спроти својата природа. Ке внимавам. Имајте наум, на змија не се верува освен ако ја чуваат мудри луѓе, зашто што е право, нема добрина во змијата. Добро, збогум. И не и давајте ништо, ве молам, таа не заслужува никаква храна. А ке ми изеде мене? Немојте да мислите дека сум толку глуп, за да не знам дека ни ѓаволот не сака да јаде жена. Жената е јадење на боговите, освен ако не го сготви ѓаволот. Ама што е право, овие изреметени ѓаволи им прават голем зија на боговите со нивните жени, затоа што од 10 што ќе направат, ти им расипуваат барем 5. Ке внимавам, збогум. Навистина ви ги посакувам сите радости со змијата. Збогум. Ставете ми ја круната. Во себе го чувствувам тој копнеш кон безсмртност. Го гледам како Антоније ме
vikao. Da, stanува за да го поздрави моето благородно дело. Слушам како се смее на среќата на Цезар. Збогом добре е. Харми, едно долго збогом. Ира, ако ти вака лесно се делиш од животот и му докажуваш на луѓето дека овој свет не е вреден за збогување. Истури се густ облако и втури, за да можем да речам дека и самите богови плачат. Оган сум, воздух. Другите мои стихии ги оставам на безсмртниот живот. Ајде, дојди смрт. Дојди. Одврзи го овој заплеткан јазол на животот веднаш. Благо како мене. Меко како воздух. Нежно. Антонije. Ке те земам. Зашто да останам? Зашто? Во овој подал свет, а сега због, вали се смрт, што прекратка имаш неспоредлива граница. Учни капаци, склопете се. Златен Фебу, никогаш веќе нема да те гледа такви кралски очи. Круната ви е малку накрива. Ќе ја поправам, а потоа ќе си го одиграм своето. Каде е кралицата? Немој да ја разбудиш, кралица. Ме прати Цезар. Пребавен глас. Што е ова, Хармија? Зар е добро едно вакво дело? Добро е. Предобро е. И доликува на една кралица. Сите се мртви. Храбра до крај. Ги прочита моите намери како кралица замина по својот пат. О, Антонија, Антонија. Немаше место за обајцата во овој преголем свет. Од каква смрт умреле? Не гледам никаде крв. Еден прост селанец и донесе смокви. Значи се отруле. Цезар, оваа Хармија стоеше допред малку, стоеше и зборуваше. Ја најдов како ја дотерува диадемата на мртвата господарка. Со тресење стоеше и наеднашка потоа се струполи. Клеопатра личи го да спие. Овде на градиве има траги од крв и од нешто полазено. На смоквини Велисија има од оние лиги што змиите ги оставаат во пештерите крај Нил. Се не те и годат. Ќе ја закопаме заедно со незиниот Антонија. Ниеден гроб на земјава не ќе чува во себе толку славна двојка. Приказната потрогателноста не е помала од славата на оној што вака направи да бидат оплакани. Отменост и ред да ја краси оваа тажна свеченост. А потоа право во Рим. Отров? Најверојатно така и умре.